вчерашното свечено потпишување на договорот за набавка на гориво за земјоделска механизација. Надувам успешна соработа за добробит на сите земјоделци. Благодарам за поддршката. Се надевам дека професионално ќе одговори на. Вредноста на јавната набавка изнесува 200 милиони денари. По денешното потпишување, компанијата во најкраток рок, но не подолг од 60 дена, до агенцијата треба да ги достави изработените персонализирани платежни картици, кои преку подрачните единици на Министерството ќе се достават до самите земјоделци. Со картичката не можат да се подигаат готовински средства или да се купуваат други било какви производи од бензинските станици. При првото полнење гориво со картичката корисникот задолжително да ја провери состојбата на картичката и истата да ја спореди со износот на одробената финансиска поддршка утврдена со решението. Проверката се прави на касата на бензинските станици на МАК Петрол АД. Износот на наточеното гориво не може да биде поголем од дозволеното, односно преостанатиот дел на картичката. Со мрежа од 125 бензински станици низ Република, мислам дека сме единствен субјект на пазарот кој што може да одговори највеќе да одговори на сите аспекти од аспект на простор, на сите прашања од аспект на простор за реализација на оваа програма. Практично на тој начин и оние, уствено да кажем така, нископрометни бензински станици што ни се лоцирани во руралните средини низ Републикава ќе добијат на значење и ќе може да одговорат на ова прашање. Особено сакам да ги истакнам предностите и квалитетот на горивото, за кое што сум убеден и ве уверувам дека ќе им предизвика дополнително задоволство за тоа што нема да им ги смали трошоците во секојдневното користење и нема да им ги загрози нивните капацитети на машините. До крајот на месецов, земјоделците ќе имаат можност да користат поевтино гориво за својата земјоделска механизација. Мерката за субвенционирана нафта за прв пат ја воведува оваа влада. Со единствена цел да им го лесниме производството на земјоделците и да го направиме поекономично.